Добро вечер, вие слушате радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со 624-тото свое издание, кое е своевиден почеток на 17-тата сезона на оваа радио емисија на Канал 103. Го отвораме првиот гримуар од 17-тата сезона со епизода посветена на хорор филмовите кои имав можност да ги погледнам во летниот период, додека надвор времето беше доволно жешко за да стопи лице на секој што ќе дојде во контакт со жештениот асфалт и ниту една жртва на божествата немаше да биде доволна за да се предизвика дување на ветер. Нимало струјање не заслуживме, па во оваа временска непогода од над 40 степени единствениот ескапизам за мене представува хорор филмовите каде авторите ми дозволуваат да се ситиме на туѓата смрт и да се тешиме дека и не ни е толку лошо, ама да бидеме реални, гледав и неколку хорор филмови каде протагонистите спасија жива глава и тие не би преживеале на скопските горештини. Затоа денес ќе ви представам 9 хорор филмови кои завршија на листата на 50 најдобри хорор филмови за 2025 година, од која традиционално се прогласува победникот во последната календарска епизода од годината, така што денес ќе ве дружат убици од секаков вид, пријатели, непријатели или членови на фамилија, ќе има телесни вплеткувања, ќе ви ветувам урбани митови за надприродни битија во шумите и останати пропратни окултни практики. Емисијата ја започнавме со одличниот вокал на Лизи Хейл од Hailstorm, односно со композициите Watch Out и Everest, кои се наоѓаат на нивното ново студиско издание, кое исто така е насловено Everest, а во продолжение ќе слушнеме неколку актуелни ню метал композиции, односно, ајде, модерен метал, ако може така да ги условиме. Ги слушаме Dropout Kings со една творба која што е посветена на жанровската музика пред се, и претходно ќе ги слушнеме Baby Metal со From Me to You и Ratata, односно две композиции кои беа хитови изминатиот период, во кои Baby Metal соработуваат со Poppy, со Electric Callboy. Така што уживајте во овие три творби и се надевам дека ќе ги погодите сите референции кои Dropout Kings ги напоменуваат од бендовите кои се составен дел од лириката. Двете композиции се наоѓаат на нивните нови студиски албуми и пред се ќе слушаме музика која е издадена во летниот период, односно слушаме тазе и крвави музички творби. А Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците не се тие кои што треба да се занемарат, туку се вистински херои, а не политичарите криминалци. Секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста, за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером имаме закажано полноќен танц со смртта по 624 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Во летниот период се преферира објавувањето на, условно кажано, полевтрните хорор филмови, односно блокбастери, тие што се комични, например, затоа што за неколку месеци ќе започне меѓусебното јадење на продукцијските куќи околу тоа кој да нападне во октомври, месецот на хорор жанрот, во кој секој ден се објавува барем по еден хорор филм, ама затоа во летото беше полававо и јас имав можност вкупно да погледнам 48, ако не грешам, филма, од кои издвоив 9, за кои ќе ви говорам денес, што значи дека за листата на 50 хорор филмови во годината има уште 13 на слободни места, па се надевам дека нема да мора да симнуваме критериум за да се пополни квотата. Во годината до сега, ако не грешам, изгледав 134 хорор филма, од кои ќе се избираат 50 најквалитетни. Меѓутоа, пред да започнам со 9 кои ги издвоив за оваа емисија, сакам да ви напоменам неколку наслови кои можеби не ги заслужуваат сите примати да се најдат на оваа листа, меѓутоа за љубителите на одреден поджанар кој што тие се сработени, мислам дека може да им се најдат и да бидат од нивна корист, еден од
нив е Криптик, каде тематиката се поврзува за и околу екранизирањето на средбата со мистериозниот Бигфут. Потоа научно-фантастичниот филм кој наликува на The Fly, има идејата на транспортирање на едно во друго место на едно битие и неговата телепортација е поим за филмот The A-Frame. Потоа хорор комедијата со CGI чудовиштата Ик, дефинитивно треба да ја погледнете доколку сакате вашиот хорор да биде по-комичен, заради тоа што има одличен диалог од кој многу други треба и може да учат. Потоа, ако сте љубители на Mumblegore, тогаш дефинитивно треба инди остварувањето Descendant да го погледнете. Тоа е филм работен од продукцијата на момците кои го работеа Spring и останатите филмови кои се врзуваат за руралниот предел во кој се ситуирани овие инди остварувања. Меѓутоа, прашање е човек кој има едно вонтелесно доживување погледнувајќи едно битие кое можеби не би требало тој да го погледне. Потоа серискиот убиец Ед Кемпер си доби негово филмско крволочно остварување. Љубителите на трилерот секако дека може да го погледнат Еко Вели со двете сјајни актерски остварувања во него. Додека сме кај трилер, исто така да го напоменеме Night Always Comes, едно фуриозно издание, а љубителите на комедии секако дека тука го имаат I Don't Understand You, и уште ќе го напоменам Home, филм со кој таргетира, односно каде што мапа целна група на убијците се возрастни жители кои престојуваат во старечки дом, меѓутоа не се единствените жртви кои што таму ќе се сретнете со нив, барем не Пит Девидсон кој ќе ги сретне. А со филмовите ќе одам по редослед на гледање, не по основа на квалитетот кој го поседуваат, така што уште еднаш посочувам дека 9 филма не се рангирани за кои ќе ви говорам денес, туку во процесот кој ги гледа во овие месец дена ќе имам можност да продискутирам за нив. Првиот беше Cloud во режија на Кијоши Куросава, тој е ветеран на јапонскиот хорор филм, кој го знаете како авторот зад Каиро, односно Cure, Creepy, а последно време говорев за неговиот среднометражен Chime, прекрасно остварување кој го има зад себе. Незапирливиот режисер сними уште еден филм оваа година, а тоа беше филм за Јоши, еден млад човек кој препродава стока преку интернет, кој се наоѓа во центарот на низа мистериозни настани што го ставаат неговиот живот во опасност, затоа што не баш сите купувачи на стоката на препродавачот се задоволни од услугите и не се задоволуваат со рефундирање толку лесно. Чинителот кој најмногу го ценам во филмовите на Кијоши е мистеријата. Односно, кога ќе ја растегне до немајкаде и остави неодгатнатост на гледачот, најмногу ме радува кај него, како што имаше мистерија во изобилие во Chime. Тука ја има во првиот, односно во вториот чин, кога ќе започна да се земаат замав заканувачите по животот на Јоши, меѓутоа во третиот чин филмот се сведува на една предвидлива брканица со нагласени акциони елементи, каде ниту мачките ниту глувците се интересни за пратење и мислам дека во епилогот потврли да поентира доста високо со самиот финиш, така што можеби не е филмот за тврдокорни хорор љубители, како што тако беше случајот со Chime, но затоа е за пошироката публика многу поприфатлив. Масаки Суда е тој кој што го носи филмот на својот грб и кому му гори под нозе од заканите, надевајќи се дека артиклите ќе се продадат и нема да вложи пари во ветер, но таков е бизнисот, не секојаш си во добивка и не секој ти е пријател во тие мигови. За жал, Јошио, кинематограферот со кој се запознав на фестивалот Браќа Манаки, не соработуваше со овој сенсеј, со кој што претходно има изучувано и работено со својот учител, меѓутоа филмот го кадрираше Јасујуки Сасаки, кој доволно ги затемни просториите и го осветли Јоши за да сватиме дека чини нешто не баш многу легално во неговиот дом. Премиерата му беше на филмскиот фестивал во Венеција, се прикажа исто така и на Ситчес, односно меката на жанровскиот европски филм, но за мое големо зачудување стана јапонски представник оваа година на Оскарите, кој за жал не дојде ни до кратката листа
јавност го дистрибуираат, а Куросава е хиперпродуктивен, вади солидни трилери, меѓутоа јас сепак чекам повратништво на мистеријата во неговите идни дела на големо врата, затоа што е великан на прераскажувањето на хорор приказни кои заслужува да има уште многу незаборавни остварувања, меѓу кои не знам колку ќе се памети Cloud, меѓутоа е важно да се напомене доколку сакате трилер филмови, дефинитивно треба да погледнете. The Blair Witch Documentary е вториот филм за кој ќе ви говорам денес, во режија на Джет Шепард, сценаристот на Дешкем и Хост. Има еден негов сегмент режирано во Scare Package, една одлична инди хорор антологија, кој ги собра сите виновници на едно место за создавањето на култниот хорор филм од крајот на 90-тите, кој го популаризираше found footage под жанрот и го промени начинот на кој што се промовираат филмовите. Ги седнали Даниел Мюрик и Ед Санчес и нивните пријатели кои станале продуценти на low budget хорор филмот за урбаната легенда за вештерката од шумата и 2,5 сати разговараат за секој хендикеп со кој ќе се соочи екипата која сака да снима хорор филм со мал буџет, станувајќи нивна буквално филмска школа на снимање на самото дело. Најпрво фасцинантно е како има дојдено до девојката на аудиција и најпосле како се справувале со тројцата актери кои не можам се уште да се изначудам дека немале сценарио за филмот, туку биле фрлени во шума со цел да одат до некој чекпоинт и да се снимаат меѓусебно и кога ќе пристигнат таму, секој од нив добива ливче со команди кои другиот не ги знае, дирекции за тоа кои што треба да прави, односно како да се однесува во контекст на другите, дали да се противи на волјата, да се согласува, односно за да се создаде конфликт, најчесто ги спротивставени мислења тавале еден против друг, без да им дадат реплики или што и да ги насочат, подетално, како што тоа би било, например, предмет на сценарио и импровизацијата оставале да владее, што денес е потполно незамисливо на еден филмски сет. И тоа е причината зашто има добиено филмот автентичен финален резултат. Ме фасцинираше и фактот што мал дел од филмот бил планиран да биде cinema verite, односно директен филм, а другиот да биде talking head документарец на мештаните за легендата, за вештерката, но кога виделе што снимиле актерите, им светнало дека тука е филмот, останале со таа идеја да го разработат цел да биде во еден формат. Сега тоа било ризично за своето време, се разбира дека не многу бил популаризиран овој формат. Говорат и за примањето на Sundance и прифаќањето, односно одбивањето на понудите кои што ги добивале, потоа кампањата која била правена за промовирање на филмот и секако нивното незадоволство и неинволвираноста во продолжението, односно Book of Shadows. Избрзано се разбира за капитализирање на фамата, што за мене секогаш ќе биде пример зошто не се прифаќа продолжение само врз основа на тоа што оригиналниот филм е популарен во тој момент, за да се капитализира на таа популаризација, се разбира доколку се има неиздржано сценарио или воопшто не се поседува сценарио, не сме и не може да се даде зацементиран термин за премиера, кој нема допирна точка, се разбира, за оригиналот во случајот на Blair Witch и не само тоа, туку оди и против неговата замисла, што говори дека абер немаат од студијата зашто е уникатот на филмов всушност. Го има и делот што во интервјуото кое го правев со Ед Санчес ми го одговори дека не знаеле за Cannibal Holocaust и дека на конвенција им го има дадено филмот, конкретно некој тип им го има направено тоа, ми подава диск со Cannibal Holocaust и тога сватиле дека некој пред нив имал слична идеја со одење во дивината и снимање на тоа убивање, односно изложување на злото. Немавме интернет во 90-тите и информациите скоро и да не доаѓаа како што требаше или па доцнеа, така што многу е полезно да се дознае низ што поминувале авторите кога ковале планови да го снимаат филмот и задолжителен е овој документарен филм за гледање, особено од тие што го хейтаат филмот, за да сватат низ што поминала екипата, за да добиете на нова перспектива за неговата тежина и големина. Така што топла препорака за сите кои сакаат да дознаат малку повеќе за тоа како се сними култниот филм, да го погледнат The Blair Witch Documentary. И уште да го напоменам Mother, Father, Sister, Brother, Frank.
режисерско стварување на Кейден Даглас, деби филм негов, кој го знаете како актер, но има глумено и во диверзитетни остварувања, има работено претходно краткометражни остварувања, сними филм за едно семејство од предградието, чишто членови заговараат убиство, кога нивниот чичко им го прикинува неделниот ручек со непријатно изненадување, соопштувајќи им дека знае за нивната проневера и ќе побара да се откажат од нивниот посет, од нивниот имот, односно ќе ги уцени, на што нема да стојат тие со скрстени раце. И без тоа никој не го поднесува Френк и нема некому да му недостига нешто многу ако го нема, па не сакајќи секој ќе си има некаков удел во неговата смрт. Само што никако да го избркаат љубопитниот полицаец од домот, кој постојано им се вртка помеѓу нив. Хорор комедија е во прашање, како што можете да се уверите и од самиот наслов, која силно се наклонува на тенденцијата децата да кријат тајни од родителите и да се дојде до дидактиката дека треба почесто да се збираат членовите на семејството, да си кажуваат што им лежи на душата, така што се темели на фамилиарните драми, само што причинителот кој ќе ги спои е токму комичното убивање на Френк, така што има неколку досетки и заглавување во небрано на ликовите, особено кога ќе дојде дечкото драма квин на синот, кој не сакајќи може да им ги обелодени злоделата. Фалеше уште крв да падне за да биде грандиозна хорор комедијата за памтење, но да речеме дека хуморот се искупи за дефицитарноста на хорор елементите во оваа сушна година. Канадски филм со мал буџет, дистрибуиран од Gravitas Ventures, што е во прашање, кој имаше премиера на Пеникфест и ако не го правиме муабет тука, мислам дека ќе испари и се заборави помеѓу погласните наслови оваа година. Така што се обидувам оваа емисија да биде пространство каде ќе може овие мали хорор филмови со душа да го добијат вашето внимание, па ако имате мерак за не баш толку крвави хорор комедии, будем погледнете го Mother, Father, Sister, Brother, Frank. Правиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе слушнеме музика од новите албуми на Deftones, We Came As Romance, Dreamwake и Chevelle. Односно слушаме бендови кои се new metal, metalcore, меѓутоа секој си има еден свој белег на кој се надевам дека ќе го привлечат вашето внимание со композиции од нивните најнови албуми. Потоа се враќам во етер да ви говорам за преостанатите 6 филмови кои ги издвоив за ова издание на Дансе Макабре. Уживајте. Филмовите за кои ви говорам денес не се подредени по квалитет, туку по редослед на гледања. Иронијата сакала овој блог да ви говорам за парови на пријатели или во еден случај на љубовници, но се погоди во секој блог да има по една хорор комедија, например, а тоа е редот на ентропијата, ако повеќе сакате, денес која што ја имаме. Четвртиот филм за кој што ја ви говорам денес е Вулкан Изадора, во режија на Джоел Потрикус. Доцна му посвети внимание во мојот живот, затоа што во минатото неправедно сум го отворил како low budget автор, односно автор на нискобуџетни филмови, ама овој филм ме мотивираше да му дадам шанса да се запознавам подобро со неговите ликови во Койоте, во Ape, во Базард, во The Alchemist Cookbooks, извинувам, и во Relaxer, со тоа што новиот филм има прилично едноставна премиса. Двајца пријатели патуваат низ шума во Мичиген со намера да се да спроведат еден вознемирувачки пакт, односно да настане една ликвидирање која ќе се обидуваат да ја скријат од гледачите што е можно повеќе додека не дојде судниот миг. Ова ќе биде можеби најтешкиот филм за да ви го продадам и да ви го препорачам и да ви убедам да го погледнете, затоа што апсолутно ништо не е примамливо за гледање во него. Двајца маргиналци поминуваат низ криза на идентитет без значителни флуктуации во дејствието, освен чинот на пресметката и незините последици. Океј, поджанровски е Mumblegore, односно брандот на филмови од 2000-тите, во кои предсцениско буџетни филмови со доста
екзистенцијален диалог имаат, нели, делата на Адам Вингард и Сајмон Берет и ред други режисери од таа ера, само што тие имаа јасна крвава визија. Овој режисер не е хорор фанатик како нив, што се гледа во самото негово дело. Како мене ме шармираше е прашањето кое си го поставував додека се подготвував за емисијата. Најпрви ме залажа дека ќе гледам филм од рангот на Кели Рајкард, нели, каде ќе дојде до некое себе откритие во патувањето во шумата. Потоа решив да му дадам конечно шанса на авторот на претходните негови филмови, каде исто така режисерот глуми во нив, заедно со Джошуа Бърч, ги толкуваат главните улоги во нив и почнаа да ми стануваат драги. Односно, некако филмски еквивалент на денгубарите BBC Butthead ми стана, ама со прст перен во некоја анксиозност на таа автодеструктивна генерација, ако може така да ја наречам. Бунтовници ни со причина, ни без причина, едноставно талкачи во животот. После не знам кој филм, мислев дека ми се пријатели авторите и кога дојде на ред пак да го гледам последниот филм, удри на поразличен начин збогувањето, кога веќе сум се запознал со многуте животи кои претходно ги оживеале овие актери. Хорорџиите ќе добијат само една грозоморна сцена од нигде никаде и толку, нека не пребаруваат повеќе од тоа. И филмот имаше енормен фестивалски живот кој започна од Требека, продолжи на Фантежа и на двата фестивали заврши со награди и се прикажа на мноштво американски фестивали, но играше и на Сплет Филм Фест во Полска и во Гетеборг, што беше доволно за осцилоскоп на Елајджа Вуд да го земе под своја закрила, да го стави во својот каталог на издание, филм кој апсолутно своето место го има помеѓу инди хорор филмовите кај нив. Но исто така таму се наоѓаат и делата на Рајкард кои ги поседуваат, така што си најде соодветен дом овој филм. И после сето ова, не знам се уште како да ви го препорачам, пак се враќам на почетната позиција, меѓутоа се надевам дека сум малку променет. Вулкан Изадора е четвртиот филм за кој што ви говорев, а петтиот е Together, во режија на Майкл Шенкс, прв негов долг филм на новозеландјанецот кој има кратки претходно работено и работи и визуелни ефекти. Наредниот ќе му биде Хотел за човекот кој се буди во мистериозен хотел, кој би рекол. Меѓутоа за Together сними телесен хорор филм во кој се запознаваме со Тим и Мили, неколку години додека се во нивната врска, се наоѓаат на раскрсница на животите и одлучуваат да се преселат на село, каде Тим е тој кој треба да одлучи дали ќе оттера животот на турнеи или ќе живее на село со сопругата и во нивниот дом. Со веќе растечките тензии завршуваат една ноќ во пештера, каде се крие некоја прастара надприродна сила која ќе ги направи неразделни. И тоа буквално, односно поткожно ќе им се вплеткаат нивните тела и нема да може да се оддалечат еден од друг. Во доловување на соодносот во врската меѓу ликовите на Алисон Бри и Дейв Франко и нивното носење на животни одлуки, се доведуваат во ситуација да зависат еден од друг, како што Франко, например, не вози, мора Бри да го вози надвор од недојдија, ако условно така ја кажам, локацијата каде да се наоѓаат, каде би живееле, одвоени од цивилизацијата, така што поставувањето на нивната врска како предложка на надприродниот агент се полн подлог според мене, затоа што вплеткувањето само го екстернализира со помош на хорор вокабуларот репресивното кај нив, истражено со тропите на боди хорор поджанрот, така што Титан и Substance имаат едно свое понежно американско пријателче за дружење. За $3,5 милиони буџет, и тоа како ќе го вцрстиме делото на рангот на нискобуџетни филмови, кој е, например, рамо до рамо со буџетите на Манчески кои што ги има за неговите филмови, како е на паралела само да добиете, што во светски рамки не е многу, ама па за двајца во колиба и не дека е претерано кој знае што, бидејќи парите се заминати на визуелни ефекти и простетика. Ама затоа заработи на киноблагањите и докаже дека максимално може да се искористи актерскиот потенцијал како реклама за филмот, затоа што немаше каде не беа Бри и Франко кога се прикажуваше филмот. Мислам дека и во мојот фрижидер ги видов пред некој ден во како составен дел од нивната рекламна кампања. Филмот сепак имаше силна поддршка и од фестивалите, затоа што премиерата негова беше на Sundance, потоа играше на South by Southwest, на Локарно,
и Неон постепено почнаа да закупуваат киносали за негова лимитирана кинопроекција. Снимен е од кинематограферот на Нитрам, така што посебно впечатливи ми беа сцените во подземната пештера каде демнеше злото, кое не мора секогаш да биде до крај објаснето, нели. Јас би сакал поголем број на вплеткување, но и тие што ги имаше се впечатливи затоа што не се оди на грандиозност за жал, туку се држи до принципите на минимализмот. Два лика, една куќа и нераскинлива потреба да бидат заедно еден до друг. Тоа е премисата на филмот Together. А шестиот филм за денес, кој ќе ви го напоменам, е Handsome Guys. Режисерско стварување на Нам Донг Хјуп, деби филм кој, колку барем јас што сум запознаен, со оглед на тоа што од Кореја не милуваат многу да пополнуваат формулари, како што се датотеките од кои живот значат, односно каде што се пополнуваат сите податоци ако сакате да имате легитимен филм како IMDb и TMDb. Снимија корејски ремейк на една од најзначајните хорор комедии на сите времења, односно ненадминливиот Tucker and Dale vs. Evil. Имено опасните момци Джаe Пил и Санг Гу, како што самите се нарекуваат, се вселуваат во својата куќа од соништата, која е моментално речиси распадната и сакаат да ја направат да биде да наликува како на нешто тие рурални ресторани на Гордон Ремси и Джейми Оливер, некаква си викендица каде што ќе може да готват и да уживаат во природата. Кога пристигнуваат несакани посетители, односно студенти од градот, се пробудува еден злокобен дух кој до тогаш бил затворен во подрумот и еден по еден од дојденците штом започнат да умираат, несакајќи се разбира, нивната смрт ќе биде, односно ќе го потегне растот на злобните сили во куќата. Од описот може да заклучите дека се следи во чекор секоја култна сцена од оригиналниот филм и начекувањето на дело со мртвите тела од полицајците, скокањето во сечалката, односно буквално сите култни сцени се репризирани во овој филм, затоа што не може подобро да се снимат. Па затоа би само се повторува, затоа ви се поставува нели прашањето што е тоа што го носат авторите со ремейкувањето, односно чуму, постои ремейкот воопшто, а аголот на момците е дека тие се убави, односно се убави во своите очи, односно се тешат еден со друг за својата, дека ги нарекувале грди претходно и тука е таа игра на зборови кои што имаат помеѓу себе, иако тоа не го мислат дечиштата кои по линија на предрасудите ги сметаат за злобници, ама ќе се сопнат на секоја можност и ќе се самоубијат несакајќи. Амалгамирањето кој овој филм го прави е копирање на една друга култна хорор комедија, тоа е Evil Dead, со оглед на тоа што се буди таа демонска сила на жртвувањето во подрумот, така што овие сериозни хорор чинители се антитежа во комедијата. Со оглед на тоа што Tucker and Dale не ги гледаме во продолжение, односно нема да добија своја двојка, јас сум задоволен со секаква итерација на оваа концепција. Немам кој знае какви податоци за приемот на филмот, освен дека заработот 14 милиони долари, што е доста значителна цифра за ваков филм, кој нема толков буџет, се разбира. Дури ни Hive Media не ми се познати како дистрибутери, односно тие оперираат за и околу пазарот во Кореја, така што многу малку допира на запад тоа што го чинат во Кореја, но филмот мене само ми го потврди заклучокот дека на кој јазик и да се говори, комедијата на Tucker и Dale е вон временска. Така што, доколку сте љубители на оригиналниот филм, за да се подсетите на квалитетите кои ги има, дефинитивно погледнете го Handsome Guys, односно згодните момци од корејскиот филм. Правиме тука кратка музичка пауза, односно во продолжение слушаме композиција од новите албуми на Helloween, Atomic Witch, Inside, Disaster и Signs of the Swarm. Значи слушаме heavy metal, trash metal и преминуваме на black елементи и се разбира deathcore. Така што ќе има една градација во агресијата на звукот и по преслушувањето на овие композиции од нивните нови албуми кои се појави ова лето, се враќаме утре да ви говорам за преостанатите 3 филма за ова издание на Дансе Макабре. Уживајте.
Со рецензирањето на највпечатливите филмски хорор остварувања кои имав можност да и погледнам во летниот период, ни преостануваат само последните 3 филма за ова издание на Данс е Макабре, од кој седмиот филм за вечерва е Hollow Road, односно режисерско остварување на Баба Канвари, кој го пратам уште од неговиот хорор филм Under the Shadow, кога исконтактирав со дел од неговиот PR тим, со кој што дискутиравме за квалитетите кои ги има понудено овој режисер во рамките на хорор жанрот, за потоа да ми се допадне исто така и хипнотичниот Wounds, кому му фалеше еден добар крај да го заврши на висока нога, и одлична епизода имаше на ТВ серијата Monsterland, како и ангажираниот I Came By не смее да се заборави, и многу ме радува што му оди во нагорна линија кариерата и ќе работи директно продолжение од сагата за Cloverfield, меѓутоа продолжувајќи по оригиналниот филм кој излезе во 2000-тите. Анвари сними филм за двајца родители кои влегуваат во трка со времето кога добиваат вознемирувачки телефонски повик доцна во ноќта од нивната ќерка, откако таа предизвикала трагична сообраќајна несреќа, била пијана, згазила некого кому се обидува да му даде прва помош по сугестии на незината мајка, ама паничи и додека возат родителите до местото на злосторството со цел да ја измулкнат ќерката од ситуацијата, таа е пронајдена со сумничави ликови кои се услужливи, и тоа премногу се услужливи да и помогнат од незавидното. Ова е еден од тие филмови со 2 лика на едно место, само што таа локација е подвижна, односно нивниот автомобил. Значи, налик Лок, Берит или кој да е цел филм снимен во автомобил, затоа што делото е всушност возење на родителите до нивната ќерка со која комуницираат исклучиво со повиците Розмонд Пайк и Метју Рис, односно актерите кои глумат незините родители. Во возењето во кадар со родителите може да заклучиме дека мајката не може да оди в болничката професија и бара од ќерка си да понуди помош, а не да бега од сообраќајката. Таткото се грижи исклучиво да си ја спаси ќерка си по цена на сечи живот, и тоа јасно и гласно го соопштува како што се намалува толеранцијата и се доближува до ќерката. Одличен механизам за зголемување на тензијата беа посетителите, тие никулци на безредието кои ја обземаат контролата на родителите и се казната од која нема бегање, само што е пресликана низ локалното население, на кој преку глава им е дојдено од пијаните тинејџери кои им се развозуваат под дејство на алкохол и наркотици низ реонот. XYZ Films го дистрибуира филмот кој имаше премиера на South by Southwest, а потоа се прикаже и во Overlook, значи силни фестивали за хорор филмови, а Бабак секојаш правел ангажирани филмови каде удобноста и погодноста на белците ја става во прашање, затоа што баш негова мета се обичните семејства, како што тоа на Пайк и на Метју Рис, и супер што го снимиле првиот снимачки ден во еден тейк филмот, за да имаат представа каде и што може да користат, како да ја подобрат динамиката и да ја зголемат напнатоста, каде губи од интерес самиот филм, така што смел потек да се сними овој филм во еден кадар, меѓутоа потоа се разбира раскадриран и режиран за сегмент по сегмент. Крими трилер од хорор режисера гаранција дека тензичноста ќе биде задржана до последниот кадар, па и после самиот фейд-аут ќе се запрашувате што се случи со ликовите. Како што беше случајот со Hollow Road, така што ако сте заинтересирани за филм, една локација, мал број на ликови и за гарантирана тензија, тогаш погледнете го ова, се извинувам, остварување, а доколку не ве привлекуваат ваков тип на филмови, тогаш може да го ескивирате гледањето на овој филм. Осмиот филм за вечерва е Weapons, во режија на Зек Крегер, кој што претходно има снимено романтичната комедија Miss March, потоа The Civil War on Drugs, воената комедија исто така е негова, и секако Barbarian,
кој влезе во моите топ 10 за 2022 година. Најавен е дека ќе го работи Resident Evil, односно рибутот на првиот филм од франшизата и научно-фантастичниот филм Flood. Крегер сними филм за случување во кое сите деца, освен едно, од истото одделение, заедно со неговата учителка, не исчезнуваат, меѓутоа неговите соученици истовремено мистериозно исчезнуваат во една ноќ, во 2017, ако веќе сакаме да бидеме попрецизни во ноќта, стануваат од креветот и заминуваат. Возрастните се прашуваат кој или што стои зад нивното исчезнување, а одговори се разбира дека за тоа нема. Джулија Гарднер, Джош Бролин, Сара Пекстон, Джастин Лонг се имињата на актерите кои што се повеќе или помалку можеби ви се познати од самиот филм, со оглед на тоа што освен Джош Бролин и Гарднер, ајде да ја земеме останатите, претпоставам дека љубителите на хорор жанрот ги знаат, така што не дека многу пари се потрошени на актерската екипа и не дека биле квотите за нивно ангажирање толку високи. Со оглед на тоа што имаме дете кое што е наратор за верување или не, тоа тука се поставува таа играта со двојните аршини и тоа вечно прашање. Имаме една фрагментирана поделба на действието, односно едно рашомно сценарио каде едно случување од различен аспект и од различен лик поточно се разработува во ова портмоне омнибус издание, ајде ако може така да го условиме овој филм, иако е работен од еден режисер и работен само од различен светоглед, односно од различен видокруг на ликовите, каде секој сегмент го предводи еден лик. Секако дека ќе остане како една горчина по иметувањето на филмот тоа обвинување дека трчаат како децата, како ликови од Наруто. Секако дека тука ќе биде обвинувањето дека подлегнува на некакви си репетитивни процеси кои се забележливи и од Барбериан, меѓутоа за мене ми наликува на еден одличен приказ на модерен Пайт Пайпер филм, каде ако веќе знаете, ако сте го погледнали Барбериан, веќе сте свесни дека Зек Крегер милува да ги крие тајните во куќите, односно во нивните подруми, така што не знам колку би биле изненадени воопшто дека и овој филм таму ќе биде кулминацијата, односно таму ќе биде сосредоточена, меѓутоа ги има сите движења на камерата кои се реминисцентни за Крегер, сите негови нагли зумирање, сите негови монтажни решенија кои исто така се воочливи и во Барбериан, додека се представуваат ликовите, така што има доста акциони секвенции и хумористични елементи, што можеби некому нема баш да му одговара со оглед на тоа што ги има кошмарните секвенции кои го прогонуваат Бролин, например, наспроти тоа имаме трилер аспекти каде учителката го прогонува детето кое што има преживеано. Останатите ликови кои што ги предводат фрагментите се полицаецот од самиот град, џанакот кој што го брка, односно зависникот од наркотици кој се обидува да обие и секако малото дете Алекс, околу кое веќе претпоставувате дека се одвиваат сите интриги од мистеријата. Така што има една прилично впечатлива сцена каде ликовите се го губат разумот и се под нечие влијание и извршуваат насилство еден врз друг. Секое мало место се разбира дека си има своја вештерка, една прогласуваат од самиот народ, друга си доаѓа заедно со вештерствата кои што ги раководи и исто така има една сцена која е впечатлива со употреба на прибор за јадење кој тешко ја погаѓа устата во кое што треба да заврши. За 38 милиони, ако не се лажам, беше буџетот кој е работен овој филм, кој секако дека е работен според принципите и манирите на нискобуџетниот филм, меѓутоа има каде значителен
значителна цифра која што го означува неговиот буџет, кој дефинитивно треба да се стави во тие филмови со среден буџет во рамките на холивудските, односно студискиот систем, заработи $251 милион и се чуваше на киносалите што е можно подолго, затоа што беше летниот хорор блокбастер. New Line и Vertigo го продуцира, Warner го дистрибуираше и заврши на HBO, со тоа што Netflix планира да им го земат од раце на New Line за повеќе пари дури, ама Зек сакал кинодистрибуција и тоа да биде загарантирана истата, па затоа останал со Warner и New Line. Мислам дека воопшто не сгреши со таа одлука, плюс да не се лажеме, New Line е домот на Фреди Кругер, така што нема пари што може да го заменат тоа искуство да се биде под ист кров. Се замешал и Sony и Тристар во играта за откупување, ама Зек бил решен дека со кого ќе оди и не се продава за пари, мислам, се продава, но не за толку многу пари, колку што му биле понудени. Така што, ако сакате некаква си комбинаторика помеѓу комичните премиси на овој портмоне филм, во кој се разбира дека има грозни хорор секвенции и еден финиш кој што е малтене бајковиден повеќе отколку што се држи до аналогијата на дотогаш погледнатото. Дефинитивно топла препорака е да погледнете Weapons. Последниот филм за кој ќе ви говорам денес е Found Footage, The Making of the Peterson Project, во режија на Макс Цанес, прв негов долгометражен игран филм. После него го сними ето ту за изведбата на представата за Цезар, и му предстои Уедлок, како не се лажам, односно романтична комедија за геј пар кои прв пат се сретнуваат на свадба, поточно на нивната. Ја сними последната хорор комедија за денес за која што ќе ви говорам, која се разликува од останатите затоа што, како и самиот наслов што посочува, е found footage, односно директно кино, синема верите за екипа документаристи кои ја прикажуваат потрагата по најден аматерски американски режисер да го направи најдобриот хорор филм со пронајден материјал во светот, што се разбира дека нема да му успее, но негово е да проба. Целта му е да ги собере пријателите, да направи кастинг и го експлоатира митот за Бигфут, снимајќи филм за неговото евидентирање во шумата, само што ќе откријат нешто повеќе во неа. Се држи филмот до девизата од играчка плачка, каде е прикажан секупниот процес на работењето на независниот нискобуџетен филм со импровизирана екипа и кастинг, така што љубовта кон безбуџетниот филм е енормна, со која секој инди филмски работник верувам дека ќе се поврзе. Од голема помош се правилата за редоследот по кој ќе се манифестира демонот Андрас, за гледачите да ги очекуваат преостанатите чекори пред да дојде забавата на крајот од која нема бегање. Последниот кадар можел да го избегне клишето затоа што не заслужува таков млитав крај ваков солиден филм. Значи, комичноста произлегува од неспретноста на екипата која што го снима филмот, во кој дури е реанимиран Алан Рикман за неговиот последен бакнеш со неживите. Има повторно како и Handsome Guys кршење на катанеци, отклучување на порталници кои што се ослободува нечестива сила во овој свет, така што денес на најако го експлоатираме ова клише во подрумите. Овој филм е снимен за 13 дена, претходно еден од филмовите за кои што ви говорев е снимен за 17 дена, така што денес ви говорам за филмови кои се снимени за 2 до 3 недели, што бара добра уиграност на екипата која што си игра дека снима филм, за да биде убедливо делото, уште еднаш докажувајќи дека хорор филмот може да биде ефтин, ама ако идејата содржи уникатност и режисерот знае што прави, успехот дефинитивно е неминуен. Vertical го дистрибуираат, а секогаш кога ќе го видам спојот на комичен мокюментари, ми доаѓа на памет да го напоменам Behind the Mask, односно филмот за Лесли Вернон, кој е неприкосновен во овие рамки, но и овој found footage не е за допуштање. И што му знаете, може да налетате на Бигфут во шумата,
па да ви падне едно незгодно во негово присуство. Така што во рамките на Дансе Макабре имав можност да ви говорам за Cloud, The Blair Witch Documentary, Mother, Father, Sister, Brother, Frank, Vulcan Isadora, Together, Handsome Guys, Hello Road, Weapons и Found Footage, The Making of the Peterson Project. За крајот на емисијата ќе ги слушнеме Lord of the Lost и Great Death. Ќе ги слушнеме со две композиции Lord of the Lost, доколку имаме време, а се надевам дека ќе имаме, во кој што во едната соработуваат и со вокалот на Within Temptation, кои се наоѓаат на нивниот последен студиски албум. И за крај, како што ќе напоменав, Great Dead ги слушаме со најбаладичната песна која го носи насловот на еден од најгрозоморните филмови кои некоја се снимени, August Underground, така што завршуваме со баладата за August Underground на Фред Вогел. Јас сум Зlatko Ѓелевски и го затворам 624-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари!